Младите во фокусот и годинава. Една од темите на кои утре разговарам со првиот човек на Агенцијата за млади и спорт, Момче Мојсовски. Добро утро. Добро утро. Ќе започнеме со вчерашната посета на министерот за млади и спорт на Република Турција на нашата земја. Една убава соработка. Одлична соработка. Прво доаѓање на еден таков министер од Турција. За нас од голема важност, од големо значење, потпишаме споразум, соработка во областа на младите, во областа на спортот. Да, можеме да се пофалиме ние во областа на младите, али во областа на спортот се они многу подалеку. Така да се договоривме уште одма да преземеме чекор и во април месец ќе имаме размена на млади луѓе кои ќе одат во Турција да покажеме што имаме ние сработено, кампови млади, соработки, стратегијата и све да истакнеме и да кажеме што сме направиле ние за младите. Повратно за спортот ќе биде во летно време, сакаме исто да се формираат младински екипи, кампови исто и донесеме 4 до 5 спортови, олимписки спортови да направиме заеднички припреми, тренинзи за да видиме до каде сме. Убава можност за младите и циклусот супер училишта, кој е веќе во тек. Дефинитивно, да. Дефинитивно во тек, ова е втора година, првата година беше лани, кој тоа е берлинскиот процес, Рајко, 6 држави почнуваат да соработуваат во областа на младите, во областа на школските работи. Се направи прошлата година прв пат, имаше пријавено 20 и нешто училишта, оваа година се над 100 училишта. Од сите 6 држави ќе има размена на секако доаѓање и идење на посета на другите држави, да покажат младите како се учи таму, што се учи, до каде се, како се, што се, активности тука кај нас и сите останато. Така да овој берлински процес Рајко покажува дека може да младите ги надминат тие бариери, тие граници и мислам дека тоа што заедно ќе учат, ќе напредуваат, ќе покаже една солидарност која е многу важна во Балканот, која може би за нас, за овие земји тука е малце и позаборавена. Националната стратегија за млади во фокус за 2023 на Агенцијата за млади и спорт? Дефинитивно, да, ова е трета национална стратегија. Во оваа година почнеме во 2022 заедно со младинските чадор, сите организации кои постојат на територија на Македонија. Заедно правиме стратегијата. Ова трета стратегија се они чинители, они носители на таа стратегија, они ја прават, они се тие главните што им треба, што им мајнка на младите луѓе да го вметнат во таа стратегија, за да може владата, државата и сите останати во наредните 4 години да им помогнат, да им исполнат, за да имаме помалу иселување и да бидат позадоволни, да бидат вклучени. Преприемаштво, предвработување и сите останати работи кои се вклучени во таа нова стратегија ќе зависат све од нив, да се вметне за да може да циркулира тој и да се движи. Во тек со отварање на фитнес зони на територија на нашата земја, една е веќе отворена, една од 15 кои што се најавени. Да, веќе почна тој проект, го кажавме, тој проект беше почна нели пред 4-5 години, кој се покаже многу успешен во пандемијата, не смееше затварања нели по фитнес зони и се останато. Ова е фитнес зона на отворено, кај што нели секој граѓанин, секој човек кој сака да има физичка активност поминува тука, вежба и се покажа дека масовно им треба на граѓаните. Веќе направиме првата, веќе се изградени уште нови 4, чекаат на отварање. Се надевам дека со овој проект 15 нема да застанеме тука, ќе колиме цела територија на Македонија, ќе ги снабдиме сите општини кои имаат потреба од тоа, мислам дека имаат скоро сите, така да еден добар проект кој покажа дека тренирањето, вежбањето или бавењето со некој си спорт, движењето е многу важно. Самата пандемија ни покажа дека мора да има физичка активност. И младинските центри се одлична можност за дружење на младите, веќе отворен минатата недела во Пробишти. Петтиот, да. Така. Петтиот младински центар го отворивме во Пробишти, нели по законот за младинско учество и младински политики
кои ние уделуваме заедно со општината, со младинскиот представник од самата општина кои го избираат самите општини. Покажавме дека мора да има, треба да има, по закон ние сме одврзани до 2025 да се отвори во секоја општина младински центар, ги опремува по стандардите на законот, така да тука сме за помош, апелираме уште еднаш до сите општини да убрзат, има интерес, гледаме дека веќе се спремат Битола и сите останати општини во државата ги спремат тие центри, за да имат катче за младите, за дружење и за секако нови проекти, нови иновации, кои ги изближа младите и ќе ги задржат тука да делуваат. Имаме доста спремни деца, спремни памети, да ги искористиме во нашата држава, да не ги пуштаме надвор. Агенцијата за млади и спорт е дом на младите и на спортот. На што се насочувате друго во текот на оваа година? Еве, сега сме на почеток на годината, меѓутоа има многу до крај. Па добро, исто е, значи покажуваме, вложуваме во младите хемичари, младите физичари, младите уметници, младите поети. Све што е младо, што не е поврзано со спортот, од другата страна ги поддржуваме. Моја насока и план беше да тоа нешто се изедначува, значи, нели, пред мене агенцијата беше, ајде да кажам, 90% спорт, 10% млади, сега веќе стигнува тука се изедначува заедно со советот, како што има совет за спорт, така има совет за млади, они делуваат, они кажуваат, нивните идеи се спроведуваат во агенцијата, самиот совет кажува дека има потреба да младиве повеќе ги вклучуваме, ги слушаме, заедно све со нив, така да сите тие проекти кои се уклучени за младите, како што спомнав, нели, одам на олимпијади младински, по хемија, по сите останати кај што даваме, се надевам дека тоа е мотив плюс од нас, не е малце, така да нека продолжат така, нека делуваат, имаме доста успеси, се покаже и по информатика и по се останато, така да им давам апел да продолжат да се бават со тоа. Ние сме тука за да им помагаме и да ги туркаме. И само за крај да не забравиме уште една убава активност за културното наследство во соработка со Министерството за култура. Да, дефинитивно. Пред прошлата недела беше министерката на поседа тука. Се договоривме да имаме кај нас младинска картица, европска младинска картица, која има доста поволности за младите да делуваат, да ја користат со попусти и се останато. Се договоривме да вметниме тука една од најважните, можеби за нас, теми, културното наследство, да си го негуваме, да можат младите да одат по театри, по наши Хераклеа, сите останати места кои се стоби, кои се од историско значење, за да ги запознаеме поблиску, да знаат, да им се нив достапни, за да можеме да знаат нашата историја, да знаат од каде потекнуваме и што значи таа историја за нас. Тоа е секако најбитно. Благодарам многу на одвоеното време. Благодарам и на вас.